Македонија на чекор до парламентарни избори следната пролет. Оваа опција е во игра на Илинденска број 2, потврдува за телевизија 24 висок владин функционер, откако премиерот Христијан Мицкоски за првпат официјално најави избори многу брзо, но и без да потенцира дека ќе бидат редовните во 2028. Според истиот функционер, таа опција е подолг период во план, а тригер може да бидат повеќе причини од реконструкцијата на владата, докако што вели светската економска криза. Политички е и логично, бидејќи Мицкоски најавува дека следниот месец на двогодишнината од изборот на неговата влада ќе ја дефинира реконструкцијата на Илинденска број 2. Мицкоски ги спомена изборите одговарајќи на тврдењето на првиот опозиционер Венко Филипче, дека тој никогаш не слушнал од Бугарија дека го негира македонскиот идентитет. Јас жалам што тие повторно одлучија да коленичат на тугите интереси, наместо да застанат рамо до рамо со владата во одбрана на националните интереси. До добрата вест е што набргу ќе има избори, после тие избори ќе се случи да партијата која што тој ја предводи се маргинализира и јас се надевам дека и тој и таквите како него за секојаш ќе исчезнат од политиката. Филипче пак денеска со поинаква реторика. Наместо не е негиран како вчера, вели македонскиот идентитет не е загрозен. Токму во контекстот во кој обвинува владата за блокада на македонските евроинтеграции, Филипче ја гледа најавата на Мицкоски за избори набрзо. Друга причина според првиот опозиционер е и како што вели економскиот крах на владата. Филипче кој најавуваше избори за пролетва, без временска одредница, само вели дека СДСМ ќе победи кога и да се случат. Гледайте, ние сме спремни за избори кога и да се случат. И ќе ставиме крај на оваа власт. Затоа што е криминална, најкорумпирана у цела Европа, и затоа што е антинародна, антинационална, и затоа што не се грижи никако за еднината на државата и на граѓаните. И ќе ја вратиме власта во рацете на народот. И тоа одговорно ви. Избори едва и чека и Али Ахмети од Мала Речица бараат избори откако остана надвор од владата во 2024. И денеска од Мала Речица за телевизија 24 само го повторуваат ставот. Избори што поскоро. Дуи со широки гради ги очекува парламентарните избори. Добре дојдени се кога и да се случат, а ние сметаме дека треба да бидат што поскоро. Партијата е при крај со реформирањето и консолидацијата и подготвени сме за избори. Во Македонија првпат по подолг период СДСМ го заврши последниот цел мандат од 2020 до 2024. Никола Груевски пак владееше 10 години, но со речиси предвремени избори на секои 2 години. До сега Христијан Мицкоски првпат во официјална изјава споменува избори многу брзо, без да ги стави во корелација со редовните.